Почитувани следбеници на Пресинг ТВ, добар ден. Денеска наш и ваш гостин е професор доктор Тодор Чепреганов. Повод рече си една година од подпишувањето на договорот со Грција и наскоро 2 години од подпишувањето на договорот со соседна Бугарија. Професоре, добар ден и добро дојдовте во нашето студио. Добар ден, гледачи. Како го оценувате спроведувањето на двата договора до сега, но од чисто историски аспект? Па, како што рековте и вие, се навршуваат више колку една и 2 години од подпишувањето на двата договора. Од историски аспект би рекол дека договорите, како што гледаме, не се движат така како што би очекувале политичарите. Како што гледаме, за една година, за 2 години со бугарскиот договор, со бугарскиот договор имате колку состаноци, едно 4-5 состанока за 2 години одржано меѓу комисиите, што значи дека работата не оди така како што некој замислувал дека треба да оди што побрзо да се донесат, да се направи, ја би рекол, ревизија, ајде во наводници, на историјата пред се на македонскиот народ. Во однос на Грција гледаме дека грчката страна е поотворена во однос на оно што се какви решенија се донесуваат, додека од македонската страна имаме едно дипломатско, историско јавување за она што се случува од работата на комисиите. Добро, зошто отсуствува целоста транспарентност и се сведува на дипломатија? Па, мислам дека, знаете како, според мене, моје лично мислење е дека како сите во Македонија да се сме ставени во една ситуација на исчекување, некој ни ја прекројува историјата. Некој сака нешто да направи. И комисијата во својата работа не сака да откриваат се затоа што несомнено дека овде има и работи кои што кај јавноста би предизвикале реакција. Као, например, што беше донесувањето на одлуки за заедничко чествување на Григор Парличев, Кирил и Методи и други работи, предизвикуваат реакции кај народот. Еве го сега доаѓа до првиот момент од историјата кој што име, да речам, кочница во однос на донесувањето на одлуки, Гоце Делчев. Како да го чествуваме? Добро, како да го чествуваме Гоце Делчев? Транспарентноста мислам дека не постои ни од едната, ни од другата страна. Затоа што, како што гледаме, единствено како портпароли на комисиите се јавуваат претседателите на комисиите, кои што сигурно политички ги филуваат одлуките кои што се донесуваат, а на владите пренесуваат можеби други. Би сакал да ве прашам нешто. Бевте член на една комисија финансирана од европски фондови околу подготовка на еден заеднички изворник. Какви беа резултатите од таа работа, од тој ангажман и зошто не се користи од страна на балканските држави како материјал историски? Видите, тоа беше прв проект направен на Балканот меѓу балканските држави. Ово беше направено меѓу Бугарија, Македонија и Албанија. Значи, меѓу трите држави требаше да направи еден изворник за исти настани, да се дадат документи како секоја страна го гледала тој настан. Само малку, беше опатен Гоце Делчев или Неделско восстание со тоа? Не. За кој период се однесуваше? Директно не беше опатен. Меѓутоа се однесуваше за периодот од 2000 до 2010-2011 година. Новиот период, затоа што во дискусиите кои ги имавме претходно, дојдовме до сознание дека ако работиме на некој друг период, не можеме да го решиме, не можеме да најдеме ништо што би можело да не обедини, да не спои. И затоа се одлучи нови период, бидејќи има најмалку работи кои што не дела. Меѓутоа, што беше симптоматично во работата? Исто као денеска што имаме проблем, што го прават проблемот, гледаме бугарите, кога требаше да се вметне македонското малцинство во тој изворник, бугарската страна стане и каже дека тоа не може затоа што македонско малцинство во Бугарија не. Меѓутоа да биде
работата другачија. На денот на смртта на Гоце Делчев, делегацијата која што беше и бугарска, и албанска, и оние кои што беа координатори на проектот од Холандија, ги однесовме на гробот на Гоце Делчев. Таму дојдоа од Пиринска Македонија со парола и со карта. Овие што со странство ги прашаа бугарска делегација, кои се овие? Овие се од Бугарија или од каде се? Од Бугарија, па како не признавате македонско малцинство, кога ви го еве пред вас? И овие мора да се согласат со тоа, за да тоа влезе во изворникот. Меѓутоа, потоа изворникот беше објавен на 3 јазика, на 4 јазика, албански, македонски и бугарски и англиски, беше дистрибуиран во сите држави, 3 држави, меѓутоа не беше задолжителен да се применува во училиштата, а мислам дека во Бугарија поради тоа постоењето на македонско малцинство воопшто не се ни употребуваше. Добро. Да ве прашам нешто, толку ли се навистина лоши нашите учебници по историја? На што го темелам на ова прашање? Токму денеска вице-премиерката и министерка за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, во изданието Сега има изјава дека со поколенија во Македонија ги учат децата на откриени лаги и фалш национализам. Тоа не може да биде прифатено од наша страна. Видите, според мене од бугарска страна ништо ново. Ова е иста секвенција која што бугарите употребуваат постојано, дека ние сме тие кои што ја фалсификуваме историјата, а они се оние вистинските кои што ја зборуваат вистината. За жал, мене ме чуди што да речеме од Македонската комисија учебниците по историја се објавени пред 10 години. Значи, мислам дека и некој од комисијата е автор на учебник. Во тие 10 години ниту еден од комисијата не се јавил со своја критика на учебниците. Да има нешто напишано дека во учебниците ова е предизвикува национал шовинизам, национализам, предизвикува омрза кон соседите и се тоа. Значи ниту еден нема напишано критика на учебниците. И сега од еднашка, кога за грб ја имаат политиката, се јавуваат членовите на комисијата и сега они расправаат за оно што било недоследно во што предизвикувало омрза, не ти знам што во учебниците. Меѓутоа треба да знаат дека македонските учебници по историја на еден од семинарите, симпозиумите, научните конференции на Европската комисија за образование беа прогласени за најдобри учебници. Затоа што во македонските учебници пошто се пренесуваше историјата на сите балкански држави. Значи во македонските учебници имате историја на Бугарија, имате историја на Грција, имате историја на Албанија, на Србија, на сите соседни држави, што за жал не е карактеристика во дотичните држави, каде што македонската историја или се присвојува, или се смета дека таа воопшто не се ни споменува. А ова што го зборува Захариева, тоа е стара парола која што они ја влечат од 45-та година, затоа што они онова што е случено претходно кога беа добри односи меѓу Југославија и Македонија и Бугарија и кога имаше навистина идеја за Бугарско-Југословенска федерација, сето тоа го фрлаат во вода како Коминтерновска и Титова измислица. Што е Гоце Делчев? Мост кај нас или мост за за поврзување меѓу народите? Видите, Гоце Делчев е и личност која што припаѓа на македонската историја, а исто така може да биде и мост меѓу зближувањето на народите. Мислам дека они дојдоа до Гоце Делчев и одма наидоа на препрека. Станува камен за беше јасно како ќе одат понатаму, ќе има камења на насопнување многу. Се превртува во гроб? Ќе се па сигурно се превртува во гроб, затоа што како што гледате бугарите не го прифатија предлогот за чествување на денот на пренесувањето на моштите на Гоце Делчев од Бугарија во Македонија. Зошто? Затоа што тоа бугарите покажаа дека Гоце Делчев припаѓа на македонската историја. Ако бугарската свест, историска свест,
и колективна меморија беше толку голема, немаше да го дадат. Немаше да го дадат затоа што припаѓа на бугарската историја. Да тоа се должи вчерашната изјава со идеолошки предзнак на госпоѓата Захариева? Токму поради тоа, затоа што тоа меѓутоа праќа голема порака. Она во суштина што вели, ништо што не може да се чествува што е поврзано со Коминтерната и Тито. Ние од 45 година се наоѓаме во Југословенската федерација. Друг еден пример зошто историската свест и колективната меморија е важна. Во текот на НОП, во Бугарија, партизанските одреди што се формираат, ниту еден партизански одред не носи име Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански, и носат македонските партизански одреди. Затоа што историската свест и колективната меморија на македонецот за тие личности припаѓа на македонскиот народ. Добро, сега искрено да прашам, овие 70 генерации од 45-та наваму се лажени низ институции на систем и низ цел систем на образование? Видите, значи, според мене, според она што бидејќи сум пишувал и учебник и сето тоа, мислам дека сме го пренеле сето оно што припаѓа како колективна меморија и историска свест на македонскиот народ. Сето оно што припаѓа на македонскиот народ. Ништо нема узурпирано во учебниците од историјата на другите народи. Спротивно, другите балкански народи настојуваат да ја преземат, да ја земат историјата на македонскиот народ како своја. Што е поголем проблем за соседите, македонизмот или постоењето на државата? Мислам дека македонизмот е поголем проблем и ова што го прави сега Бугарија, зошто настојува да има заедничко чествување? Со заедничкото чествување на одредени превесе ако заеме Гоце Делчев, го чествуваме заедно. Заеме утекот на Втора светска војна дека бугарите се ослободители, сето тоа. Ние ќе испадне дека во текот на НОП сме имале братоубиствена војна. Забележливо е дека наместо да се остави историчарите да работат својата работа, политичарите одат како претходница, на што потоа се надоврзуваат историчарите. Сега, мислам, можеме да го вратиме времето малку назад. По осамостојувањето на Македонија, значи, настана еден процес во кој што се направи една нова наставна програма по историја, затоа што претходната била идеологизирана и политизирана и се направи една која што требаше да биде ослободена од идеологизација и политизација. Што сакам да кажам? Во периодот на комунизмот, социјализмот, постоеа при комунистичките партии политбироа. Тие политбироа понекогаш беа задолжувани да дават смерници каде ќе се движи историјата. Тоа го правеше и бугарската, 60-тите години до 70-тите години, постојано на политбиро се даваа смерници како да се пишува бугарската историја и кон Македонија. Тогаш излезе од Тодор Живков Преображенско Илинденско востание, кое што дотогаш воопшто не се споменуваше како Преображенско Илинденско, него се беше Илинденско востание. Со самото тоа, значи, сега доаѓаме во ситуација, немаме политбироа, меѓу имаме сега политиката формира комисии, кои што според мене се еден вид политбироа, кои што треба да седнат да расправаат за одредени историски настани кои што припаѓаат на македонската колективна меморија, на македонската историска свест. И ја би рекол од моја страна, според мене, ова е силување на националната историја на Македонија. Затоа што од една страна имате една држава која што ви уценува за влез во ЕУ, НАТО, ајде НАТО го поминавме, за ЕУ, и ви уценува, и вие мора да се прилагодувате кон она што таа бара. Сега, еве го, Гоце Делчев покажа дека имаме проблем. Сега председателите на комисиите ќе одат кај политиката да добијат директиви што понатаму.
Како понатаму, дали да го мекнеме ставот, мораме да го прифатиме ово што викаат бугарите, мораме да најдеме заедничествување. Очигледно е дека во последно време Бугарија го отворено веќе го прифаќа теркот, грчкиот терк на уцени. Па видете, сигурно дека Сигурно тоа не би требало да биде символ на добро соседство. Па видите, секоја наметната работа во историјата се покажало дека кратко трае. Видовме дека во периодот од 45 до 90 година некои историски личности настани се обидоа комунистите да ги прикријат. Методијан Доновченто, Павел Шатев, Панко Брашнаров, Петар Пируземајски и други. И одредени настани на страдањето на Калето, убиствата на Велешките, сето тоа гледа да го затачкаат. Меѓутоа, тоа како историски факт постои, ќе дојде една генерација која што повторно ќе го извади. Секој договор не трае вечно. Секој договор е менлив. Може да се смени. Не можете вие да преговарате да преговарате за антика во комисиите, а да немате ниту еден античар. Не може, тоа е апсурд. Тоа е апсурд. Како се преговара? Добро, тоа веќе за тоа се изјаснија двете страни дека постигнат напредок во односите. Па ќе биде постигнат напредок нормално кога познавањата се тие. Дали според вас ова значи дека некои идни генерации ќе учат правилна или политичка историја? Мислам дека не постои правилна или каква историја. Секој народ се ја пишува сопствената историја. Не победниците? Па не би рекол. Не би рекол. Секогаш победниците кои пишувале историјата, таа историја била менувана. Немала долг век. И долго време се настојуваше да се каже дека Хитлер е крив за Втората светска војна до некаде до 60-тите години, се обвинуваше само Хитлер дека е кривец за Втората светска војна. После сватија дека еден човек не може да биде крив за војна, тоа е еден човек. Мора да има нешто друго што стои зад него, па работите за друг тек. И затоа сметам дека и до сега како беше пишувана врз историски факти. Не можете да избегате од фактите. Вие можете да ги толкувате како сакате. Меѓутоа не можете да избегате од фактите. Толкувањето е друга работа. Македонија има своја држава, Македонија има своји историчари и тие можат да ја пишуваат историјата. Добро, Бугарија од денеска и официјално вели дека ако не се најде заеднички јазик околу Илинденско-Преображенското восстание, и Гоце Делчев ги прекинува работата со Македонија. Ја би сакал да прекине со работа комисијата. Затоа што на мене ми беше понудено да бидам дел од комисијата. Меѓутоа ја не прифатив затоа што јас немам проблем со сопствената историја. Ја немам проблем со мојата колективна меморија и историска свест. Нема никаков проблем да седам на маса со некој да делиме карти и да се расправаме дали кој више тоа да го прифатиме за заедничко чествување. Заедничките чествувања се случуваат спонтано на народи кои што меѓусебно се респектираат, се почитуваат, ги почитуваат различностите. Па еве земете денот Ди. Се собираат сите и победените и поразените. Меѓутоа тоа е политичка одлука. Историјата си го кажува своето за денот Д. Меѓутоа тоа е политичка одлука на тие политичари кои што во моментот се на власт, се собираат и се договараат дали можеме да направиме едно простување, едно извинување за оно што ни се случило. И тоа го прават. Се собираат и го чествуваат да не им се повтори. Бугарите зашто сте извиниле? Како ќе го прикажеме Холокаустот на евреите во Македонија? Дека тоа го направија македонците? Дека ние македонците ги испративме евреите или они сами отидоа во Треблинка? Како ќе го направиме тоа? Не, ако сакате добро соседство, и до сега немало проблем, мислам, во односите. И ние не сме имале проблем со бугарските историчари, затоа што работиме на факти. Меѓутоа сега кога имате политика која стои во позадина, вие мора да донесе не историска, тоа е политичка одлука, затоа што комисијата мора своите одлуки да ги достави до политиката да даде верификација. Политбиро.
Политбиро Добро, што сте со бугарите? Браќа или братучеди се? Браќата, бугарите се еден народ, македонците се друг народ. Во историјата имало соработка, имало барање помош од бугарите да се помогне на македонското ослободително движење. Тоа се факти од кои што не може да се бега. Меѓутоа, фактот што и ден денес, со оно што го кажува Захариева, тие не признаваат македонска нација. Тоа што го зборува Захариева, Коминтерна и Тито е признавањето на македонската нација, што ја признаа. Они сакаат да бидеме до 44 година, 45 година бугари, од 44 година аснов ние сме станале македонци. Што е ноторна историска невистина. Што е бегање од тоталната вистина. На нив им смета македонизмот. Македонизмот многу. Друго, во договорот, каде се нашите во Бугарија? Каде сме македонците во Бугарија? Ги оставивме на цедило. Ги оставивме на цедило исто и во делот на Македонија во рамките на Грција. Кои се тие луѓе што живеат таму? Нашиот премиер не знае кои се тие луѓе. Тие самите треба да се изјаснат кои се. Имате народословителна војна, имате граѓанска војна. Ајде, што викате вие дали субјективни да не биме. Па ја работам на британски документи. Па самите британци таму биле пишуваат за тоа. Јас сега треба да им кажувам на тие британци биле грешка. Дека таму немало македонци. А може да се случи британци да сгрешат? Нема шанса. Нема шанса. И тие таму многу добро си пишуваат. Не се ниту бугари, ниту грци, ниту срби, тие се македонци. И се каде е фалсификат? Ама тоа не им се допаѓа на некој затоа што покажува една континуитет на историска свест и континуитет на историска колективна меморија. И тоа нив ги боли. Професоре, како сите овие недоразбирање да се надминат со европски предзнак? Многу лесно. Многу лесно. Бугарија треба да го признае постоењето на македонската нација, македонскиот јазик и култура. Со самото признавање на тоа више добивате знак дека вие сте рамноправни со тој сосед со кој што и преговарате, и договарате, и соработувате. Без меѓусебно почитување на разликите, не можете да постигнете договор. И еве го, се покажува дека токму тоа, непризнавањето на македонскиот народ, македонската нација е една од причините што сега има проблем со Гоце Делчев и со другите не е само Гоце Делчев. Туку што почињаат проблемите во работата на комисијата. Тоа го вели председателот на нивната комисија, господинот Димитров, вели како ќе се прилижува новата епоха, така ќе се зголемуваат и проблемите. Да, тоа е факт. Тоа е факт затоа што на сите ни е јасно, на нас историчарите барем, ни е јасно дека тука ќе има големи сопки. Наспроти потпишаниот договор, сега од мај месец е најново дека во рамки на Европската комисија веќе има проблеми околу користењето на македонскиот јазик и тоа по инсистирање на бугарската страна која настојува тоа да го сведе на обична фуснота. Зошто кажав, како можете со сосед да преговарате кога тој сосед не ве признава? Право не сте равноправни. Не ве почитува. Не ги почитува различностите. Не ве почитува вас као нација, као народ. Не ги почитува институциите на таа држава, кои што ги представуваат. Прашањето е како што разговараат членовите на комисиите? Како македонци со бугари или бугари со македонци? И бугари со бугари. До таму мислите дека? Па не, ама така оди, ако не те признава. Ако не те признава, политиката не те признава као субјект, дека си нација, дека си народ. Јас сум го поставил тоа прашање на некои бугарски колеги кои сме дискутирале, сум го поставил како разговараме сега као бугари или македонци бугари. Очигледно нема да идат лесно овие процеси, наспроти сите настојувања и жилби, работата биде завршена до крајот на година. Видете, знаете како, штом политиката влезе во историјата, ништо не е лесно. Имате политизирана историја. Ако оставите историјата на историчарите, каква и да е, тие меѓу себе ќе дојдат до решение. Тоа се решава на научни собири,
конференции, семинари, кај што тие работи се поставуваат и се решаваат. Ние со бугарските колеги сме имале толку, јас за овие 40 години, колку што работам, сме имале не знам колку стотици симпозиуми на кои што го дискутираме тоа прашање. Има спротивставености, меѓутоа кога разговарате као партнер со партнер, меѓусебно почитување, со историски факти, не можете тука да бегате од тоа. Не можете да бегате. Вистината, што рековте, може за бугарите да не е вистина. Секој има своја вистина. Не може бугарската вистина да биде апсолутна. Па и ние имаме своја вистина. И со таа вистина ние ја правиме собствената историја. Не можеме, ако комисијата донесе нека одлука, таа да биде вечна одлука за целиот македонски народ. Може сега да биде донесена, после тоа некоја друга комисија ќе рече ова не важи. Професоре, ви благодарам на гостувањето, а вам, почитувани гледачи, на вниманието. Благодарам на поканата.